заеднички сплотени напред кон постигнување на нашите цели за инклузивно општество, по кое секој од нас има безбеден дом, мирен и достоинствен живот. Уште еднаш, на сите граѓани од ромската етничка заедница, нека ви е честит Меѓународниот ден на ромите, со желби за добро здравје, мир и многу позитивна енергија. Бахтало 8 април. Денес тука организиравме еден прв од регионалните настани по повод Светскиот ден на ромите, 8 април. Настанот беше во организација на 4 партнер општини, меѓутоа домаќин на настанот е општина Берове, градоначалникот господинот Звонко Пекевски, додека пак другите општини се Битола, Прилеп и Делчево. Денес целта на настанот беше да се означи денот на ромите, меѓутоа и да се подигне свеста околу традицијата, културата на ромската заедница, во насока негде да се намали оној јас на дискриминација помеѓу ромската и неромската заедница. Ова е прв настан кој што беше реализиран во текот на следната недела. Се предвидени уште 4 вакви настани на регионално ниво. Во понеделник е настанот во Кичево, каде што партнер плюс други партнер општини се Гостивар, Тетово и Дебар. Во вторник е третиот регионален настан, каде што домаќин е општина Кочани, а во партнерство се организира со Велес, со Виница се извинувам и Штип. Додека четвртиот настан е во Шуто-Оризари, каде што е домаќин градоначалникот господин Курто Додош, градоначалникот на единствената ромска населба во земјава, и во организација со другите партнер општини што се Крива, Паланка и Велес. Додека пак централниот настан ќе се одвива во четврток на 7 април во Струмица, каде што ќе учествуваат сите представници од сите партнер општини и представници од локалната акцијска заедница во сите овие 15 партнер општини. Заборавив да напоменам дека денеска беа присутни и меѓутоа иззема дел на учество во настанот и представници од акцијската група на заедницата, која што на некој начин е и главен таргет на целата Рома Актив програма, која што како цел ги има да ги зајакне капацитетите на општината во однос на ромското прашање, поставување на приоритети и мерки за подобрување на нивната положба, додека пак друга страна имаме таргет групата ромската заедница со цел да што поактивно земе учество во процесот на планирање, следење и на некој начин иницирање на мерки и активности кои што се однесува на нив и на некој начин би можело да обезбеди подобра положба на ромската заедница на локално ниво. Да се заблагодарам како градоначалник на општина Берово што ја имавме честа први да почнеме со како град домаќин заедно со општините Битола, Прилеп и Делчево на голямо огромно задоволство и на задоволство на граѓаните од општина Берово што токму денес и првиот регионален настан во пресред на Светскиот ден на ромите 8 април се одржа токму во Берово, на кој ние како општина ги презентиравме нашите локални политики, во соработка со организациите кои ни даваат силна поддршка. И доколку тие не би биле, ние не би можеле се она кој во изминатиот период и во периодот што следи ќе го реализираме на локално ниво со силна ни поддршка, за да може особено Рома Литико, Советот на Европа, Европската унија како донатор, извор на финансирање преку ги реализираме одредени политики, се со цел да го подобриме квалитетот на живот на ромската заедница. Во дел инфраструктура, урбанизација, легализација, домување, вработување, користење на мерки за само вработување, за едноставно да можеме да таа дискрепанца ја намалиме или практично да настојуваме да воопшто не ни постои. На разликата меѓу ромската и неромските заедници. Така да ценам дека ми е драго што овој настан се одржи тука. Уште еднаш ќе користам приликата на лицата од ромска националност порано во пресед на Меѓународен ден на ромите, им го честитам, да им посакам добро здравје, меѓусебна толеранција, почит и секако среќа во нивните семејства.